Премиерот едно, председателот друго. Ковачевски без прецизен одговор дали бугарските клубови ќе добијат клуч на врата ако не го променат името, додека Пендаровски вели законот мора да се почитува. Председателот на владата вели имало закони кои важеле за сите, но одбегна да одговори дали ќе се делува ретроактивно како што предвидуваат новите законски измени и државата ќе ги затвори бидејќи имаат спорни имиња за македонската историја и ги повредуваат чувствата на македонците. Јас тука не би имал грижи во иднина дека ние нема да се покажеме како исполнителни во делот на заштитата на човековите права на сите граѓани како што тоа сме го правеле и до сега. Што се однесува до културните клубови, повторувам уште еднаш дека културните клубови треба да бидат места кои што ги изближуваат граѓаните од регионот, а не места кои што ствараат раздор. Тие треба да бидат места каде што се споделува културата на одреден народ, на одредена држава во рамки на друга држава. Председателот Пендаровски дециден дека законот кој се донесе во собранието и доби поддршка од сите пратеници недвосмислено треба да се почитува и покрај пораките кои стигаат од источниот сосед, дека треба да изнајдеме начин отворените клубови да функционираат. Немаме потреба да измислуваме начин затоа што постои закон кој го донесовме неодамна во нашиот парламент со поддршка и на власта и на опозицијата, и то прилично брзо за македонски услови, се согласивме околу клучната содржина. Рокот тече за усогласување во однос на имињата на клубовите, че само треба да се почитува законот без да се измислуваат нови механизми за постојање на тие клубови. Тие треба да постојат, меѓутоа треба да ги почитуваат и чувствата на македонците, сите македонски граѓани, сите луѓе кои живеат во Македонија, а најдобар начин за тоа е да дадат имиња на клубовите кои немаат никаква врска со фашистичкото минато. Дека Бугарија се подготвува за ново вето, сигнал беше последното барање Македонија да ги осудува или македонците кривично да одговараат ако ги навредат чувствата на бугарите, што Европскиот совет го одби. Бугарските клубови имаат рок до почетокот на февруари идната година да ги променат своите називи и имиња, цели и дејности, бидејќи со усвоените измени се оневозможува отворање здруженија и фондации чии програми, цели, дејности и дејствувања се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок. Во спротивно се бришат од Централниот регистар, зашто министерот за правда го дава последниот збор. Во меѓувреме, бугарите немаат намера да запрат. Напротив, отворено си кажуваат дека ќе отворат уште најмалку 20 клубови во Македонија за да го спречеле како што велат насилството.